Господа, особена е духовната радост што се наоѓаме во ова древно светилиште, светилиште посветено на светиот великомаченик, на големиот сведок за православната вера и за Христа Господа, а тоа е светиот Пантелеймон. Денешниот празник е посветен на неговата маченичка смрт, а меѓу другото го празнуваме и празникот на светиот Климент Охридски, но го празнуваме и празникот на светите седмочисленици. Тоа се оние кои што по просветлението од Бога, по благословот од Бога се удостоија да одат и да го просветат сиот словенски род, односно да станат апостоли на словенскиот род, сеејќи го во паганската душа и на тој начин оплеменувајќи живото слово на вистината, а тоа е словото на Евангелието, односно словото Христово. И слушнавте како вели Христос во Евангелието, дека тој не дојде да донесе нешто кое што е од овој свет, туку дојде за да го објави, за да го донесе Царството Небесно, односно Царството Божјо, и вели за да имаат изобилие. За нас, световните или оние кои што сме осветовени, изобилието е од овој свет. Ама Христос ни нуди едно поинако изобилие. Тој говори прво за Царството Небесно, а потоа говори да ни се даде секој изобилие. Сакајќи да ни каже дека изобилието на се не е овде на светот, туку е во Царството Небесно. И затоа тој така го поврзува сето тоа говорејќи, за да им го дадам Царството Небесно, па да имаат секако изобилие. Според тоа, треба и ние да сватиме што е суштината и што е целта на нашиот живот. А раскажувајќи и говорејќи, ете за тој голем сведок на православието и на Христа Господа, светиот Пантелеймон, не можеме да се замислиме над ништо друго, освен на неговата маченичка смрт и над мачеништвото кое што тој нели го поднесе заради возлюбениот Господ. И затоа, кога говорат светите отци дека е полезно да се читаат житијата на светителите, на мачениците особено, на исповедниците на верата, ќе видиме зошто е полезно. Кога ќе слушнеме и ќе ги прочитаме тие редови, односно начинот на кој што тие страдале за Христа Господа, какви се маки нели не поднесувале, тогаш не може нашата душа, ако е оплеменета, да не се затрепери на таа вистина и да се рече: што се моите страдања и што се моите искушенија и моите маки во овој свет, во споредба со тие маки и со тие страдања на мачениците за верата. Тогаш ќе видиме колку значи не треба да роптаме, колку нели не треба да говориме против страдањата, искушенијата кои што ни се допуштаат на некој начин нели за нашето воздигнување, односно за нашето утврдување во верата и за нашето спасение. Мачениците се сведоци за верата, такви треба да бидеме и ние. Сведоштвото за Христа е најголемото сведоштво, сведоштвото за Христа е всушност целта на нашето живење. И многу пати сме кажани, таму каде што сте во секојдневието на вашиот живот, не само овде во црквата, туку и на работа, на улицата, во автобусот, каде и да сте Христови и да сте христијани. Не можеме да сме христијани само во црквата, во храмот, и само тука да се правиме побожни и пред другите колку ние живееме ревносно и така натаму, а кога ќе излеземе од вратата на црквата, тогаш не го познаваме Христа, тогаш ни е срам да признаеме дека сме христијани, дека живееме побожно, дека постиме, дека се молиме, дека всушност сакаме да живееме онака како што ни порача Христос, а за да го добиеме Царството Небесно. Значи секаде треба да бидеме христијани, секаде треба да бидеме сведоци. Пред секој кој што бара отчет за нашата вера да исповедаме, согласно и подобно на мачениците, да, јас верувам во Христа, да, јас сум Христов, да го исповедаме сведоштвото на верата. Нека Господ, по молитвите на светиот великомаченик Пантелеймон, по молитвите на светиот Климент Охридскиот чудотворец, патронот на нашата црква, и по молитвите на светите седмочисленици, ви дарува здравие и спасение, ви дарува Царство Небесно, ни го дарува изобилието на спасението. Амин. Да речеме сите: Господи,